овој процес на гласање за отварање на Уставот, целта беше да се вклучиме во една квалитетна амандманска расправа, која што е неопходна, сметам, во овој период, се со цел да и во таа јавна расправа, согласно деловникот, каде што ќе се отвори после овие нацрт амандмани и јавна расправа, ќе се вклучат и голем број на експерти, професори, пратеници и така натака, се со цел да придонесеме заеднички и да дадеме еден влог во подобрување на сето ова што го имаме пред нас, а тоа е договорот кој што е подпишан помеѓу Република Македонија и Република Грција и се разбира измените и нацрт амандманите кои што влегуваат во оваа фаза. Нашите барања беа прифаќање на амандман на Уставот со кој ќе се гарантира македонскиот идентитет. Значи, ова наше барање ќе биде вградено во членот 49 од Уставот на Република Македонија, каде што нашиот предлог кој што ќе биде даден како нацрт амандман е: Републиката го штити, гарантира и негува историското и културното наследство на македонскиот народ. Со овој уставен амандман, поточно со овој нацрт амандман, се потенцира обврската на Република Македонија за заштита, гарантирање и негување на историското и културното наследство на македонскиот народ. Второто наше барање, односно насока, беше прифаќање на одредба на Уставот со која ќе се гарантира дека доколку Република Грција не го ратификува договорот и повторно ги попречува евроатлантските интеграции на Република Македонија, ќе има безусловно поништување на сите прифатени уставни амандмани кои произлегуваат од имплементацијата од договорот од Преспа. Лично ќе кажам, верувам дека колегите ќе се согласат, за мене е ова многу важно во целиот овој процес. Така да нашето барање е прифатено и нашиот нацрт амандман, значи, ќе гласи: овие амандмани се составен дел на Уставот на Република Македонија, значи нашите, верувам и останатите кои што владата ќе ги предложи. Значи, овие амандмани се составен дел на Уставот на Република Македонија и влегуваат во сила со денот на влегување во сила на конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 837 и 845 од 1993 на Советот на безбедност на Обединетите нации за престанување на важноста на привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните и ратификацијата на протоколот за членство во НАТО од страна на Република Грција. Јас малце ќе дадам некој објаснување во оваа насока, значи имајќи го во предвид, како што кажав, претходно нашето второ барање за прифаќање на оваа одредба, со кој ќе се гарантира дека доколку Република Грција не го ратификува договорот и повторно значи ја попречува евроатлантската интеграција на Македонија, безусловно поништување на сите прифатени уставни амандмани кои произлегуваат од имплементацијата на договорот од Преспа. Значи, овој амандман што го предложивме, што ви го прочитав, се прифати и тоа значи дека сите уставни амандмани ќе влезат во сила единствено доколку Грција ја исполни својата обврска и го ратификува протоколот за нашето учество во НАТО. Односно, едноставно кажано, нема да постои можност ние да ја прифатиме таа географска одредница и повторно да ни биде блокирано членството во НАТО. Со прифаќање на ова наше барање, значи со овој амандман, тоа нема да биде можно. Ако не се ратификува протоколот од страна на Република Грција за нашето членство, ништо од ова нема да важи. Во однос на третото барање, а тоа е постепена промена на името за натрешна употреба, следејќи го процесот што води кон полноправно членство на Република Македонија во Европската Унија, сметавме дека е добро во Уставниот закон составен дел да биде овој нацрт амандман. Примената на името
и терминологиите за внатрешна употреба ќе бидат согласно договорот, при што за сите официјални документи и материјали на јавната администрација за меѓународна употреба и за документите кои можат да се користат и надвор од државата, прилагодувањето треба да се изврши во рок од 5 години по влегување во сила на уставните амандмани. Документите кои се исклучиво за внатрешна употреба ќе се прилагодат на усвоените амандмани при отварањето на секое поглавје на релевантната област во преговорите со Европската Унија и ќе биде финализирано во рок од 5 години од тогаш. Тоа се нашите, значи, 3 нацрта амандмани. Владата не информираше дека се прифаќаат и дека ќе влезат, значи, во рамките на текстот на нацрт амандмани кој што ќе биде доставен од страна на владата до Собранието на Република Македонија. Ние во овој период кој што доаѓа, навистина ќе очекуваме да имаме инклузивност во целиот овој процес. Знаете дека согласно деловникот во Собранието, членот 200, по доставување, значи, на нацрт амандманите следува и јавна расправа, која што мора да се реализира овде во Собранието, во која јавна расправа исто така ќе се вклучиме и ќе дадеме сериозен придонес. Се надевам и апелирам сите да се вклучиме во тој процес, бидејќи е неопходно да разговараме и дебатираме веќе во оваа насока на влегување во оваа фаза или на уставни амандмани, и верувам дека само на еден таков начин, со една дебата и креативност, можеме да дадеме што повеќе во оваа насока. И се разбира дека по таа јавна расправа, согласно заклучоците кои што ќе бидат донесени, потоа следи и фаза на доставување и на амандмани од сите и од пратениците. Се разбира и ќе го следиме и тој процес и апелирам навистина активно и нашите колеги, нашата пратеничка група, значи, од ВМРО ДПМН и коалицијата за подобрена Македонија да земат активно учество, значи, во сите овие процеси во овој период.